Наскоро Порта Македонија ќе добие свој кафе-бар. Владата распиша конкурс за изнајмување на горниот простор од објектот, а станува збор за закуп на луксузно уредениот простор со површина од 172 метри квадратни. Со оваа вест го започнуваме неделното издание на Урбаните вести. Гледајте не. Осма година поред успешно заврши реализацијата на бесплатните курсеви во општина Илинден. Дали поскапувањето на струјата ќе придонесе за поголемо крадење на киловат часовите? Македонците најмногу сакаат да гледаат вести. 500 ученици од трите основни училишта во општина Илинден успешно ги завршија бесплатните курсеви по странски јазик, уметност, гитара, модерен балет, драма и курс по креативно опишување. Бесплатните курсеви кои се одржуваат во рамки на културно-едукативниот центар Илинден се спроведуваат 8 година поред. Заврши уште еден успешен циклус од бесплатните курсеви во рамки на културно-едукативниот центар Илинден. Во учебната 2012-2013 година бесплатните курсеви успешно ги завршиле над 500 ученици од основните училишта во Илинден. Проектот, како и во изминатите години, целосно е финансиран од буџетот на општината. Главна цел на овој проект е да се подигне квалитетот на образовниот процес и да се придонесе младата популација да се здобие со нови образовни и културни вредности. Културно-едукативниот центар Илинден веќе 8 година поред го реализира проектот бесплатни курсеви по странски јазици, англиски, италијански, германски, шпански и за прв пат годинава и изучување на кинески јазик. Потоа уметност, гитара, модерен балет, народно оро, народно пеење, драма, јога и курс за креативно пишување за учениците од 4 до 9 одделение во трите основни училишта Гоце Делчев, Ристо Крле и браќа Миладиновци. Наставата за овие бесплатни курсеви се одвива надвор од рамките на редовната училишна настава, односно во саботите. По 8 годишното успешно спроведување на проектот за изучување на бесплатните курсеви, градоначалникот Стојановски најави дека и во иднина приоритет ќе се дава на образованието и најмладите. Најави дека проектот за изучување на бесплатните курсеви ќе продолжи да се реализира и во учебната 2013-2014 година. Зголемениот број на кратци на струја причина за поголеми контроли на терен. Од Ева на Македонија информира дека за 6 месеци австриската компанија открила 1000 кражби со што биле потрошени 16 милиони киловат часови електрична енергија. Елизабета Дамјановска. Ева на Македонија најавува засилени контроли на терен во летниот период во обид да го наплатат долгот од должниците и да ги намалат кражбите на струја, за кои се предвидени високи парични, но и затворска казна во траење од 5 години. Само во последните 6 месеци австриската компанија открила 1000 кражби, со што биле потрошени 16 милион киловат часови електрична енергија. Од Евана информираат дека не само компанијата, туку и државата на свој начин е оштетена за процентот кој не се плаќа по основ на данок. Ева на Македонија излезе со препорака до корисниците неовластено да не извршуваат никакви дејствија околу броилата, бидејќи лесно можат да бидат откриени преку софистицираната опрема, но и со асистенција на полицијата и судски вешти лица. Додека се понеизвестно е поскапувањето на струјата, од Евана на должниците им порачуваат навреме да ги плаќаат сметките, зашто во спротивно ќе бидат исклучени од системот. А трошоците може да бидат и поголеми, доколку судот и извршителите се вклучат во присилна наплата на потрошената, а не платена струја, додаваат оттаму. Елем, Мепсо и Ева на Македонија веќе ги поставиле трошоците за нивното работење до комисијата, информираше председателот на регулаторната комисија за енергетика Димитар Петров, посочувајќи дека енергетските компании побарале поголемо зголемување на цената. Во наредните 2 недели комисијата ќе треба да ги разгледа барањата на енергетските компании и да се произнесе дали и кои трошоци ќе им бидат прифатени. Се очекува новата цена на електричната енергија, која ќе важи од 1 јули годинава, да биде донесена до крајот на месецов. Од вечерва екипите на јавното предпријатие улици и патишта почнуваат на хоризонталната сигнализација на градските улици и булевари. Стартната позиција на екипите за бележење е од улицата Димитрија Чуповски кај Порта Македонија, а обележувањето ќе се одвива до 6 часот изутрина со цел да се избегне сообраќајниот метеж. Како и секоја година, обележувањето на главните улици во градот се спроведува според однапред утврдената динамика на град Скопје.
Една третина од македонците поминуваат над 4 часа пред телевизија, а најчесто уживаат гледајќи вести и турски серии. Покажува истражувањето на јавното мислење за различни програми на домашни телевизии и радија на Советот за радиодифузија. Ивана Митковска. Дури 34% или една третина од македонското население најмногу ужива во гледањето на вести или на турски серии. Пред малите екрани испитаниците поминувале над 4 часа. А помеѓу 2 и 4 часа гледајќи телевизија трошат 32,5% од испитаниците. Само 0,9% од граѓаните воопшто не гледаат телевизија. Пензионерите со 63,3% и невработените со 39,8% поминуваат најмногу време гледајќи телевизија. Според истражувањето на јавното мислење за различни програми на домашните телевизии и радиостаници на Советот за радиодифузија, дури 84,3% од испитаниците на телевизија гледаат вести, а 62,8% уживаат во турските серии. Во исто време најмалку се следи образовна програма, само 8,7%, цртани филмови со 7,2% и детската програма е на дното со само 2,5% гледаност. Повеќе од половината од граѓаните сметаат дека културните, образовните, детските, документарните, музичките и филмските програми не се доволно застапени на домашните ТВ канали и забележуваат дека на домашните канали им недостасува содржини од претежно забавен и образовен карактер со соодветен квалитет. Иако најмногу се гледаат, голем дел од забелешките за тоа што се прикажува на телевизија или 24,7% од испитаниците се однесува на прекумерното емитување на турски серии и немањето доволно документарни, образовни и научни емисии, а се забележува и недостиг на спортска, музичка, забавна и хумористична програма. Родителите најмногу забележуваат на насилството кое се прикажува на телевизиите, сметајќи дека таквите сцени се посебно штетни за нивните деца, но во исто време целосно се согласуваат дека ќе се зголеми заштитата на деца доколку секоја програма се емитува во соодветно време според тоа за која возраст е наменета. Општина Центар во текот на следните денови ќе поставува цветни корпи на канделабри кои што се засадени со цветен расат од видот петунија. Корпите се изработени од кокос и се во сопственост на Општина Центар, предвидени за цветно уредување на канделабри. Локациите за поставување на цветни корпи ги опфаќаат булеварите Кочурацин и Мост на Револуција, улица Никола Вапцаров, булевар 11 октомври пред Собранието на Република Македонија, улица Народен фронт во Капештец, општински паркинг Тргот Текстил, како и неколку други локации каде што ќе се овозможи цветно уредување. На сите локации општината има поставено автоматски систем за поливање со цел да се улесни поливањето на висичките корпи. Ракометниот клуб Металург доби вајлд карта од ДХФ за учество во Лигата на шампионите следната сезона. Ова е само една од спортските информации кои следуваат веднаш по блокот реклами.